тогаш знаеме дека Македонија била поделена помеѓу Грција, Србија и Бугарија и најчестата тема, односно главно меѓу себе кога се береле во тие клубови, првите клубови во Перт и во Мелбурн 25-26 година, зборувале за условите во Македонија и како може да се дојде до подобра состојба на македонскиот народ во окупираните делови на Република, односно во татковината. Кога зборувам за татковината, знаете, зборувам за целокупна етничка Македонија. Понатаму, организациите, односно овие клубови, се претвориле во организации. Во Мелбурн првата организација е формирана во 1936 година со името Тодор Александров. Во таа организација се вклучиле и македонци, мислејќи дека организацијата е македонски ориентирана етничка македонска организација, но набрзо го пронашле дека таа организација има јаки политички врски со Софија и со царот Борис III и нивните политичари, откривајќи дека се спремаат да го прифатат договорот со Хитлер и така натаму. Нашите одма излегле од тоа Сдружение Тодор Александров и 37 година во Мелбурн се формира Сдружението Гоце Делчев. Сдружението Гоце Делчев е спротивно идеолошки од Сдружението Тодор Александров. Тодор Александров е продолжена рака во Австралија на ЕНПО-то во Америка, која е формирана 1921 година. ЕНПО во Бугарија, односно во Америка, има големи корени, длабоки корени и до денес. Меѓутоа, во Австралија, сакам да ви посочам дека во Австралија нема бугарски организации, нема МПО, нема цркви бугарски, нема радиопрограми бугарски, затоа што нема бугари во Мелбурн. И нивниот број во цела Австралија се сведува некаде на 5-6 илјади распрскани по градовите. За возврат само во Мелбурн имаме 7 до 9 македонски православни цркви и 3-4 манастири. Жесток бил сударот повеќе македонците, етничките македонци и тие бугари кои биле дојдени, а тука доаѓа и владиката Андреј Велички од Америка за да придонесе за зајакнување на бугарските корени во Австралија, каде што исто така е пласираат и го пласираат вестникот Трибуна. Вие го знаете тој вестник и ден денес излегува во Америка. Меѓутоа, како што кажав, јас, Ристо Алтин, Стојан Сабинов и многу други наши активисти забележале дека Сдружението е да ја помага бугарската влада и вклучување кон нацистичкото движење. Знаеме ние, односно не знам вие дали знаете, македонската заедница во тие години била лево ориентирана и ги го гледала прозорецот на независноста на целокупна Македонија кон социјализмот и социјалистичките движења тогаш во светот. Нашите македонци поголем број се вклучуваат во Австралиската комунистичка партија во тоа време и учествуваат на сите првомајски протести, собири и така натаму. Сакам да кажам дека во исто време се формира во Перт, тие се во септември се формираат сдруженијата, едното е во Перт, се вика Единство, другото реков Гоце Делчев се формира во Мелбурн. Значи, таа е тука основата, можеме ние да констатираме, да дефинираме дека
Темелите на македонската заедница во Австралија се од 1935-36 година, ако ги отфрлиме оние клубови кои не се регистрирани во регистрите на Австралија како организации. Понатаму, за да може ова вака да биде така, мислам, македонски ориентирано, македонците воспоставиле контакти со македонскиот австралијско-американски народен сојуз, кој е формиран 1929 година во Америка како против организација на бугарското или пробугарското НПО. НПО значи Македонска патриотичка организација. И во уставот на Македонската патриотичка организација стои дека тие се етнички бугари од Македонија. Вот тука е и целата таа дефиниција и борбата наша тука заврши со таа организација и со весникот Трибуна дека ние немаме, македонците немаат ништо заедничко со НПО од Америка и НПО во Австралија. Затоа се испланира во Австралија од овие организации како што е Единство, а исто така Гоце Делчев, потоа се формира во Аделаид Александар Велики. Организација се формира со името Александар Велики и тие одлучуваат да се формира едно национално тело кое би действувало политички, културно, традиционално, религиозно во Австралија, за да може да се спротистави на сите оние настани кои се случуваат во татковината. Нели тогаш е Втората светска војна, започнува Втората светска војна, поголемиот број од етничките македонци во Австралија учествуваат во Втората светска војна. Еден од нив е Ристо Алтин, кој бил и ранет и испуштен од војската. Мик Веловски е 100 годишен, се уште жив, живее во Сиднеј. Доселен во Австралија е 1935 година и еден е од пионерите и основоположниците на македонската заедница во Австралија, кој еве со години или декади оставаат силни траги, односно и е нераскинлив дел од татковината, дали е тоа Одегејскиот дел на Македонија, Пиринскиот дел на Македонија или пак војната траеше уште Вардарска Македонија која била под Србија. Значи тој отвор се пренесува од татковината Македонија и во Австралија спрема окупаторите и доаѓа до формирање заради тоа и заради исто така само идентификување во мозаикот на Австралија, тогаш биле 40 групи, етнички заедници во Австралија. Македонија била една од нив и сакала да биде со свој идентитет и самопознавање и определување во австралиското општество. Во 1946 година се формира Македонскиот народен сојуз во Перт. Учество земаат организации од повеќето се од Западна Австралија. Поголемиот дел се од Западна Австралија, а пак тој конгрес се одржува во октомври. Се што се правило или во октомври или пак во август, и тоа секако во знак на Илинденското востание или во знак на Асно 1944 година. За формирање на Македонскиот народен сојуз во Перт имаат голема заслуга Стојан Сабинов, Иро Малков, Дане Трпков, Мик Веловски, Коста Ангелков, Кирил Ангелков и така натаму. Тие се во тоа време и како што кажуваат во управите на Македонскиот народен сојуз, тие наши македонци биле толку многу паметни, толку многу добри, што
во овие времења ние кажуваме дека можат да бидат и влада на Република Македонија, како тогаш, дури уште тогаш го гледале македонското прашање, дури во 30-тите години или 40-тите години. Македонскиот народен сојуз во Перт донесле одлука да се формираат и подкомитети на тој сојуз, болнички комитети се викаат тие. Значи се формира 46-та година тој Македонски народен сојуз во Перт. Една од одлуките да се формира Македонско-австралиски народен сојуз. Тоа е и мојата докторска дисертација за која пишувам јас овде и книгата. Да, што ја имаме, за да се формира на ниво на федерална Австралија, не само во Западна Австралија, и контактите меѓусебни ги одржувале македонците од Перт, од Мелбурн, Аделаид, Сиднеј, Брисбен и така натаму. Една задача за болницата е многу интересна, која сакам да ја одвојам и да се забележи, е тоа што комитетите кои требало да се формираат низ цела Австралија, се собираат пари да се изгради болница во Битола. Болницата се изгради во Битола во 1947 година во знак, односно за поддршка на партизаните кои ја водат војната во Грција против монархо-фашистите во тоа време, а пак најпознат од македонците од Статица, од Костур е Илија Димовски Гоче, меѓу кои го спомнува и Винстон Черчил. Винстон Черчил вели за Илија Димовски Гоче дека мораме да го извадиме тој командант на македонските партизани од селата. Мораме да го извадиме некаде во планините за да ги бомбардираме македонските партизани и да го уништиме македонското движење во егејскиот дел на Македонија, бидејќи веројатно дел од вас знаете, Македонија беше поделена исто спрема Берлинскиот конгрес 1878 година, потврдена беше со Букурешкиот договор 13-та година, после поделбата беше повторно потврдена со Версајскиот мировен договор или Парискиот мировен договор и уште еднаш беше потврдена со Техеранскиот договор 43-та, договорот во Јалта 45-та година. И Черчил, Рузвелт и Сталин велат дека Македонија, егејскиот дел на Македонија 99% мора да биде со Британија. Нема, значи, од тоа излегување. Вардарскиот дел на Македонија може да биде независен само во рамките на Југославија, а не и да има држава македонска со македонски народ. Значи, тоа трае и денес, го гледате, не негира, не го бришат името, не го бришат идентитетот. Значи, Берлинскиот конгрес се уште е во сила од 1878 година, дека нема да постои македонска држава на Балканот со посебен идентитет или со посебна нација што беше невена. Сега, тука сакам да кажам зборува околу собирањето на финансиските средства. Кирил Ангелков од Перт доброволно патува во Австралија 6 месеци. 6 месеци патува во Австралија, во договор заедно со Македонско-Американскиот народен сојуз и Македонско-Канадскиот народен сојуз се собираат финансиски средства. Од цела Австралија се собрани половината финансиски средства за градење на болницата во Битола. Кирил Ангелков ги поминал сите градови и во март од 7 до 9 во Мелбурн се одржува федералната конференција на сите македонски здруженија од цела Австралија и се создава Македонскиот австралиски народен сојуз. Парите кои ги собраја 47 година до март месец, Мик Веловски заминува да ги однеси во Македонија и со бродот Партизанка, како што тој ми кажува, впрочем реков дека е жив, 100 години е човекот, и парите се донесени во Скопје за да се изгради болницата во Скопје, меѓутоа наместо односно во Битола,
И наместо во Битола да се изгради болницата, се гради државната болница во Скопје. Сакам да знаете дека државната болница во Скопје е изградена со пари на македонците од Австралија, Канада и Америка. Впрочем, тука сакам да спомнам дека и Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков е изграден со пари на македонците, иселеници од Австралија, Канада и Америка, не со пари од државата од Македонија или од Југославија. И има табла, таму пишува овој дом е поклон од македонците во иселеништвото. Многу е тажно и жално што болницата не се изгради во тој момент, во тие години, кога најмногу страдаа македонците во егејскиот дел на Македонија. Дури вие знаете дека првите напалм бомби врз цивилно население беа употребени врз македонскиот народ 1948 година од страна на Британија и од страна на Соединетите Американски држави. Тоа се што се прави во Украина и на другите места, тоа се направи во Македонија 1948 година. Она што Черчил рекол за Илија Димовски Гоче, дека треба да се извади од цивилното население, да се извади војската македонска, партизаните, и тоа го направија со Захаријадис, кој беше еден од лидерите на Комунистичката партија на Грција, меѓутоа беа сосема со спротивни идеи со Илија Димовски Гоче, кој формира македонска егејска бригада и покасно станува таа прва македонска егејска ударна бригада во тоа време. Значи, тие Черчил и неговите луѓе кои работаат на терените во егејскиот дел на Македонија ги извлекоа партизаните од целата македонски градовите македонски и ги однесоа на фронтална борба на Грамос и Вичо планините. И кога македонците излегоа на фронтална борба, нормално дека не можеа да се борат против такви светски сили како што беа Америка, Канада, па и грчките воени сили во тоа време, и употребата на напалм бомби дојде до уништување на илјадници македонци гореа живи, пепел ги направија. Понатаму уште една трагедија што се случува, македонците од Австралија ја подкрепуваат, испраќаат финансиски средства, е прогонувањето на децата од една година до 12 години. Македонците, етничките македонци мораше да се иселат во источните држави, во социјалистичките држави, од Бугарија, Романија, натаму имаме Унгарија, Чешка, Словачка, Ташкент во Советскиот сојуз, да, илјадници македончиња, деца останаја без мајки, без татковци, голи, боси, со трнчиња, со трење на ноцете, пешки патувале по 40 дена, по 30 дена од селата, по планињето, ноќе патувале за да не ги бомбардираат дење. Дење се криеле низ планините, а тие дечина патувале ноќе. Знаете како е ноќе, бос да си да патуваш низ по камење, да патуваш низ стрнка, низ ораници, камчиња, трење, и плачеле децата до тој степен што некои тие мајките ги викаат мајки, жените што ги носеле, одредените биле жени по 10 деца да носат. И едно дете само ќе кажам за една минута, толку многу плачело, а пак таа мајката што ги носела, што носела групата на деца, мислела дека малечкото плаче по собствената мајка. Ама кога другиот ден погледала така добро на роđињата, тоа малечко дете од 4-5 години, двете стапала му биле полни со трња од оздова, и тоа не можело да оди повеќе, ама не знаела ли да каже. Толку така жална, многу приказна околу децата бегалци, а пак македонците покрај тие големи финансиски средства ги прифаќаат и испраќаат помош од Австралија, Канада и Америка и во државите каде што се иселуваат. Значи, формирањето на македонско-австралискиот народен сојуз вродува со плод, се формира 1946 година, излегува од печат првиот весник
Македонски вестник, 46 година. На 11 октомври Македонска Искра се вика вестникот. На македонски јазик се пишува, меѓутоа нема кирилично писмо, затоа што немало во тоа време во Австралија дава пишницата кирилично писмо, излегувал на англиски јазик. Вестникот на левата страна има целокупна етничка Македонија, егејскиот дел Република, веќе тогаш социјалистичка Република Македонија или Народна, како беше првото име, и Пиринска Македонија. Македонците биле многу задоволни од создавањето на Република Македонија во рамките на Југославија. Воспоставени биле врските со Македонско-австралискиот народен сојуз уште 46 година, па и во текот на војната имало контакти преку Црвениот крст и преку многу други личности кои нели сите ние знаеме дека бевме на правата страна и во Австралија и во Република Македонија и Пиринска и Егејска Македонија. Ние секогаш се боревме против фашистите, нацистите и така натаму, но меѓутоа денес имаме сосема спротивен развиток во Република Македонија. Доаѓаат фашистите сега и нацистите повторно на сила и насекаде. Ние каде што бевме познати дека сме на правата страна, историска страна, сега доаѓаме како да сме виновници, и не носат онаму каде што не треба. Уредник на вестникот Искра е Стојан Сабинов и Ило Малков, и двајцата се од егејскиот дел на Македонија, меѓутоа способни да уредуваат вестник на македонски јазик, кој излегува повеќе од 15 години. Многу значајно е да кажам дека исто така во октомври, пред 11 октомври започна и македонската прва македонска радиопрограма, водител Мик Веловски, 46 година, значи го имаме како органи на Македонскиот австралиски народен сојуз, вестникот Македонска Искра, кој се ширел бесплатно, не бесплатно, не се сеќавам колку пари, меѓутоа сакам да кажам, го носеле македонците од куќа на куќа бесплатно, доброволно. Дистрибуцијата, така, благодарам многу. Значи, дистрибуцијата била бесплатна и тој вестник голем придонес прави за македонскиот народ во Австралија, меѓутоа и во соседните држави кои веќе потврдена поделбата на етничка Македонија во рамките на Грција, Бугарија и Југославија. Во вестникот доаѓаат вести од насилствата во Грција кои се објавуваат, тоа им го кажуваат роднините со писма или пак кои луѓе кои се иселувале од големите злосторства на грчките, особено на грчките власти. Влијанието на Бугарија или пак бугарските власти во Австралија постои некаде до 55-та година. 56-та година Македонскиот австралискиот народен сојуз беше, или 58-та беше распуштен. За вие што се сеќавате, што знаете, во Америка се појави движењето макартизам. Макартизмот во Америка беше погледни се од Макарти, сенаторот, погледни пред тебе се комунисти, лево комунисти, десно комунисти, позади комунисти. Ние сите треба да ги уништиме тие комунисти, комунистички здруженија и партии и така натаму. Забранета беше комунистичката партија во Америка, во Канада, во Австралија не се целосно исклучи таа партија и како најголеми комунисти, односно подржувачи на социјализмот, на слободата, беа Ристо Алтин, Стојан Сабинов, и кога дојде да бидат следени тие од разузнавачките служби на Австралија, Македонскиот австралиски народен сојуз требаше да се распушти и овие паметни активисти кои биле околу 50 на цела Австралија, движењето на Македонскиот австралиски народен сојуз го преточиле во црковно движење.
во црковно движење и во 1956 година се купува место за изградба на храм, македонски храм. Во македонскиот храм се осветува 1960 година. Вие знаете, а вие што не знаете, до 1967 година Македонската православна црква беше под српска юрисдикција. Значи, првото Свети Климентово кандило запалено обновено во Мелбурн, во Викторија, 1960 година. Значи, таа е првата... Молам? Пред независноста на... Да, така, автокефалноста е црквата е Свети Ѓорѓи. Црквата е Свети Ѓорѓи во Фицрој, осветена е од владиката Наум Маструмички Злетовски и свештеникот Нестор Поповски. И сега, јас кога ги истражував овие документите на Азио, на Америка и Британија, многу беше интересно, таму го најдов и ја најдов изјавата на Черчил, меѓутоа за Ристо Алтин и за Стојан Сарбинов, разузнавачките служби на Австралија пишуваат, вика, иронијата голема, а вика, најголемите комунисти и неверници сега градат црква. Каков парадокс, да, вика, сега градат... Не е парадокс, ум. Па добро, за нас, нели, да, ум. Јас кажав да, нели, тие не можеа да го продолжат македонското национално решение и најдоа решение во црквата, најдоа решение. А тоа не може да е забрано. Да, спрема законите на Австралија не можеа. Имаше дружење, Грчката православна црква, Српската православна црква и Бугарската православна црква го однесоа одборот на суд за да се забрани да не се гради Македонската православна црква. Меѓутоа го загубија судот и федералниот суд го загубија и трите цркви кои имаја и многу интересно ете и изборот на местото бил намерно направен. Црквата прва каде што е Свети Ѓорѓи, одма донесе Грчката црква, потоа е Српската црква и Бугарската, која сакам впрочем да кажам дека е изградена од македонци, меѓутоа кои не знаеле што значи зборот под юрисдикција на Бугарската православна црква, допатува во Мелбурн владика Андреј Велички од Америка, кој бил протеран од системот во Бугарија. Дошол тука меѓу македонците и кажувал дека се ќе биде на македонски, дека ќе биде и свештеникот од Лерин е свештеникот по името Петар, меѓутоа во Конституцијата пишува таму дека црквата Свети Кирил и Методија е под бугарска юрисдикција. И таа црква 1988 година ние седоа бугарите. Огромна вредност е сега, можеби 16-20 милиони долари. Таа црква изгубивме, меѓутоа овие наши активисти, другите од Македонскиот Австралијскиот народен сојуз, беа многу внимателни како ќе регистрираат црквата, да и имотот на кого ќе им припадне. Ако ние немаме Свети архиерејски синод, и ако ние немаме Македонска православна независна црква во Република Македонија во рамките на Југославија, тогаш под чија юрисдикција ќе биде имотот, на колку ќе им припадне имотот. И затоа имотот тие во уставот нивни, во Конституцијата пишува дека е на македонскиот народ во Австралија и дека никој не може да го отуѓи и да го земи. Значи, доаѓаме при крајот на моето зборување. Нашите македонци од секогаш биле, мислам, како дел од татковината, соработувале со Република Македонија секогаш. Единствено ја прекинавме соработката со Република Северна Дивотворова, Северна Македонија, заради името.
ние се соочуваме со големи проблеми во Австралија, не знам дали е така и во Америка. Нашите деца, кога одат на школа, се враќаат со плачење и му велат грчките дечиња you are North Macedonian, ти си северно македонец, you are not an ethnic Macedonian, you don't exist, не си тук, ти се враќаат со плачење. И тој проблем не се гледа во Македонија, затоа што не го чувствуваат, не го гледаат. Или ние на работа, или продуктите, еве сега, ако земеме на продуктите, на сите продукти пишува Северна Македонија. И нормално дека луѓето тоа, особено оние што не сакаат, прават од нас понижувања, прават од нас ништожници, не постоиме и така натаму. Ни се бриши идентитетот, нашиот македонски идентитет, кој го воспоставиле нашите предци уште од 1935-36 година. За радиото зборував, се имам фатено, само сакав да кажам уште на крајот, нели името е на оваа конференција македонскиот идентитет во европскиот историски мозаик. Значи, македонците во Австралија соработувале и со Црвениот крст, Светскиот Црвен крст соработувале со многу држави, испраќале резолуции, испраќале финансиски средства кои не можеле директно да ги испратат во Грција, нели? И затоа ова сакам да има една конекција со темата, односно на овој меѓународен симпозиум, дека македонците учествувале во сите меѓународни институции, праќале писма, барања за човековите права, за онај геноцид што се изврши во егејскиот дел на Македонија, па повторно што се случуваше во Пиринска Македонија. Како што кажав, односите со Република Македонија биле секогаш коректни до 2018 година. Особено македонците од егејскиот дел на Македонија се восхитуваат на Република Македонија, иако како федерална единица во Југославија, сепак тие Ристо Алтин знаеше да каже имаме еден комат слободен од целокупна комат, знаете, едно парче. Имаме слободно и тој велеше камо и Грција да ни даде таа автономија или камо Грција да ни даде таа автономија и тој велеше не само раката што ќе му е бакнам на амбасадорот или премиерот грчки, туку и ноците му ги бацвам. Да имаме Македонија како што е во рамките на Југославија, да имаме и во Грција и во Бугарија. Значи, многу била тесна соработка со Република Македонија, но и со сите институции во светот, особено после 48 година со децата протерани од своите села, своите мајки во источните социјалистички држави. Таа врска, таа папочна врска со татковината трае непрекинато и ние имаме, знаете, ја развиваме, односно ја одржуваме македонскиот идентитет, традиции, обичаи, македонскиот јазик. И ден денес во Австралија македонскиот јазик се изучува во основно државните училишта, зборуваме, во основно, во средно, за жал на универзитет се укина тоа, стана не само во Австралија и на други места. И сметаме дека нашата македонска заедница во Австралија нема никогаш да се откаже од македонците од Република Македонија, македонците во Егејска Македонија и Пиринска Македонија и македонците широм светот. Впрочем, тука сме и во Истра, во Пула, и тука македонци, и еве сите сме ние македонци. Ви благодарам.